исчезнале, уништени и така натаму. Со тоа што со оваа едиција ние почнуваме јавно да ги поставуваме тие прашања. И сите заедно да работиме на тоа да дадеме одговор на истите, да се охрабриме, да си ја напишеме сами нашата историја и воедно сите оние што имаат некакво сведоштво, документ, ве охрабруваме и јавно ве покануваме да дојдете во Државниот архив, ние сме достапни за сите, за да можеме да ја склопиме приказната, да го имаме мозаикот пред нас. Приказните, односно деловите што недостасуваат, ние, односно вие сите заедно ги имаме и треба да ги направиме. Сега припуштам збор на колегата Игор Сотиров, со кого што работевме заедно, а потоа и директорот на Државниот архив на Република Македонија, доктор Филип Петровски. Благодарам. Благодарам, Дора. Добар ден на сите. Денеска ќе направиме едно кратко резюме на четвртиот том, а насловот е Ченто и Доцев на удар. Четвртиот том сочинува две досија од 710 страни на Методи Андонов Ченто и на Ѓорги Доцев. 333 страни се на Методи Андонов Ченто од судското и оперативното досие и 377 страни на Ѓорги Доцев. Методи Андонов Ченто со реден број 45009946 во евиденцијата на тајната полиција е запишан и Ченто. Повеќе од грдо делува председателот на президиумот на АСНОМ во затворска кошула, која со ништо не ја заслужил. Самото листање на страните на неговото досие ја открива бруталноста и нечовечноста и уште повеќе злата намера да се украде и пренасочи историскиот процес во Македонија по секоја цена. Озна за него запишувала дека се обидел да пребега преку граница и дека ширел антинародна пропаганда. Истиот, според документот за отварање на евиденцијата, не се сложувал со политиката на ФНР, која според него не била во интерес на македонскиот народ. Бидејќи според него, македонското обединување не можело да се случи во истата. Ченто според овој документ бил со мисла да оди во Париз на мировната конференција, јако од таму не успеа да се врати во Грција и по пат на насилие да ја отцепи Народна република Македонија од ФНР и да ја присоедини со Егејската Македонија. На 1. август 1946 година Ченто пред истражните органи ќе даде следнава изјава. Изјавувам пред истражната власт дека во тек на 1,5 година, дур бев председател на президиумот, постојано бев во контакт со народот, посебно со тие што биле во немолја и потреба, односно тие кои од него барале помош. Се разбира, монтировката против Ченто била мајсторски направена, со пријави, изјави и искази на разни сведоци. Па така пријавата која што е против него, извесен Трајко Цветанов, Бешовски дава на увид пред вас како ги готвил крајот на Методија, а истовремено може непрецизно го отсликува менталитетот на времето и дава и дополнителни податоци за врвот на републиката, односно прекупувањето. Трајко против Ченто ќе кодеше дека Тито го излажал Ченто, кој всушност барал повеќе за својот народ и држава. Самиот Ченто велел дека го зел македонскиот народ на душа и имал обврска за истиот да се бори. Англија и Америка да не ја дадат цела Македонија со мирно и да нема војна. А потоа нас да не ни интересира ако се збијат Англија и Русија. Нели е ова повеќе од идеал на секој чесен патриот, што има антидржавно или непристојно во идеите на Ченто. Истрагата потоа го соочила Ченто со неговите кодоши. За среќа сочувани се документи. Сведокот, како што го нарекле Трајко Бешовски, од село Полчиште, ќе го изјави следното: кога ќе одам за Солун, ќе одам при конзулот англиски и американски, за да направам да одам на мировна конференција. На тоа му реков дека ќе погреши. Англија ќе не излаже. Треба да одиме само со Русија.
На тоа Ченто одговори да таа работа ќе биде поарна, да одиме со Англија, оти само со Англија и Америка можеме да ги добиеме и другите две части од Македонија, Пиринска и Егејска. Во оваа едиција заинтересирани за прв пат ќе може да го видат досието на Ченто, како и сите документи поврзани со судскиот процес воден против него на едно место. Ѓорги Доцев. Ѓорги Доцев бил мета на сериозно проучување на службата. Во мај 1970 година донесен е предлог да се направи конспиративен претрес на неговото работно место. Претрес, значи целосно да го провериле бюрото до детали. По предлогот за претрес усвоен е и план. По планот уследила реализација, а потоа и службена белешка. Посебно интересни се заклучоците. Еден од нив вели: групата на Доцев по трет пат започнала непријателска активност и се бараат нови членови. Истите се поврзуваат со други лица осудувани за непријателска дејност и се подготвуваат таа година да се соборат на ВМРО-ски конгрес. Службата уредно водела евиденција за нивните планови, но и за многу настани од минатото. Така, ако внимателно се чита, може да се види дека Доцев со својот соговорник Дане, тој сокриен идентитет, се поврзали и барале да ги пронајдат повторно здравите сили од Источна и Западна Македонија. Доцев заклучил дека е дојден час од дискусии да се премине во конкретна работа. При оваа дискусија се споменуваат првиот повоен конгрес што ВМРО треба да го има во 1949 година во Стари град. Службата во вусното посочува дека таа година се одржал состанок на членови на групата ВМРО Правда, представници од Ресен и од Битола, како и од Прилеп. На овој состанок Дане бил избран за делегат кој пред Обединетите нации требало да го постави македонското прашање. На конгресот бил одржан на Илинден и непосредно пред овој празник би се символизирала историјата на движење и борбите за слободна и обединета и самостојна Македонија. При тоа, овие луѓе не зборувале за самостојноста и обидувањето на Македонија, како некаков мит, туку имале конкретни планови како истото треба да се оствари. Секој оној што се сеќава на Македонија од 70-те години од минатиот век, знае дека вакви ставови биле опасни за оној што го имал. Ова се 20-те години пред осамостојување на нашата држава. Овие луѓе биле визионери, но нивната визија не била признаена и нивната мака се уште не е позната, па дури и сега правеното за секојаш да остане непознато ништо минали низ Македонија. Благодарам. Презиме и име Андонов Методи Ченто. Занимање трговец. Дата на раѓање 17 август 1900.